Јас за вечерва, знаете дека сме среде едно проучување за светилиштето, меѓутоа за вечерва, пошто кај ми е ова, само извините малку. Пошто е нова година, односно беше пред некој ден, влеговме веќе четврти ден. Да, се уште е нова секако, па сакам да упатам една новогодишна порака. Може е едноставна, а меѓутоа мислам дека е суштинска. Само момент. Може ли оваа 2026 да ја прашам да биде најдобрата година за нас? За секој од нас лично, па и можно ли е? Секој дека е можно. Да. Не во оваа смисла, знаете, како светот рачуна некоја година дека ќе биде успешна и радостна. Не. Сосема не. Не знам дали некојаш имате навика така да правите, или некојаш дали сте направили да направите, болно е можеби некојаш да се направи пресек на вашиот живот и да погледнете наназад. И што сте поминале, какви грешки можеби сте направиле и така натаму, и како сте се нашле во ситуацијата во која што сте денес и тие околности кои што сте. Значи, едноставно да застанете на кратко, да погледнете наназад и факт е дека она што се случило наназад е веќе историја. И тука не можете ништо да смените. И затоа и не треба да се замараме со минатото. Но и тоа како може од денес понатаму во иднината некои работи да се сменат. Значи не можеме да смениме ништо што се случило до сега. А колку би сакале, ја верувам дека секој од нас да се наврати назад во животот и рече, да беше ова вака, да беше она онака. Може да се вратите дури уште во тинеџерски години или не знам, уште помали. И да си речете, да постапе вака или вака. Ама тоа не иде. Сите сме го имале тоа, значи. Сите од нас можеби се кајат за некои одлуки во нашиот живот од порано. Затоа денес велиме дека иднината од оваа точка каде што сме сега, да заборавиме на минатото, туку иднината од оваа точка гледајки има своји можности, ама крие и своји опасности. И тоа како може иднината да биде опасна? Тоа зависи од нашите секојдневни одлуки. Иднината е несигурна. И тоа поготово во овој век во кој што живееме. Навистина животот воопшто е несигурен. Се е веќе излезено од нормала. Значи гледате временските услови, обштествени услови, на ниво на цел свет, значи сето оно што врие и што се случува, се е едноставно извадено од нормала и навистина е тешко човек денеска да остане нормален. Како што велеше една мисла, денеска е срамота, вика да си нормален. Под наводници онака. Да. Се е веќе излезено. Сега, еден библиски принцип во однос на минатото, кој што го кажува Павле, тоа токму во Филипјаните, кој што ни е предмет на проучување. Ќе ви текне ли кој е тој стих? Во 3 глава се наоѓа. Така е. 14 стих од Филипјаните 3 глава. Одличен библиски принцип во однос на нашето минато. Затоа што, знаете, можат некои работи од минатото да не парализираат буквално и да не закочат во место. Да не мрдаме, а не е тоа целта. Значи, иднината е пред нас, иднината може да биде блескава. Меѓутоа, ние мора да се движиме, а не да не парализира сето она што ни се случувало, можеби во минатото. Еве го цитатот, значи односно стихот во Филипјаните 3:14. Но сепак правам едно, го заборавам она што е зад мене, а се стремам кон она што е пред мене,
Трчам кон целта за наградата на горното призвание од Бога во Христа Исуса. Значи, на што мисли овде Павле? На што заборавал? Што заборава? Што е тоа за него? Па на неуспесите, на грешките, на пропустите од минатото. Значи, тоа треба да го заборавиме. Да го избришиме од умот, да се обидеме да не се задржуваме на тоа. Туку на еднината која што Бог ја спрема за нас и да продолжиме кон крајната цел, и тоа, пазите, внимавајте што Павле вели овде. Што прави он? Трча кон целта. Што имплицира, значи, негова сигурност во целта. Тој е сигурен, тој е тврдо уверен во целта кон која што трча. Тврдо уверен или има вера, со други зборови. Сега, на што не треба да заборавиме од минатото? Има некој работ на што не треба да заборавиме. Што вели Елен Вајт во непознат цитат? Не треба да заборавиме на тоа како Господ не водеше во минатото. Значи, на убавите моменти и искуствата, на тоа како Господ не извадил од некои ситуации, ни доделил, значи, победи, ни дал победи. На тоа не треба да забораваме, тоа треба да не води во иднината, да ни дава сила, храброст, а да ги заборавиме поразите. Но има и една друг момент. Значи, лекции можеме да научиме и од нашите порази, и од нашите победи. Тоа е исто многу клучен момент. Лекциите мора и треба да ги научиме, за да одиме напред. Но, она што не смееме, тоа што вели Павле да заборавиме, не смееме да дозволиме, значи, минатите грешки да не парализираат и да стоиме во место. Тоа е она кое што треба да го заборавиме. И еве еден друг принцип. Значи, Господ го запишал нашето минато и најдобро знае што е најдобро за нас. И не само што најдобро знае што е најдобро за нас. Туку и знае како да не доведе до тоа, како тоа да се изведе, да дојдеме до таа посакувана иднина. Еве го тој принцип, односно не, подосна ќе го прочитам, меѓутоа, ова е многу значаен стих кој често пати јас милувам да го кажем од ова место, тоа е во Еремија 29.11. Еремија 29.11, познат стих. Зашто јас, вели Господ, ги знам своите замисли за тоа што имам намера со вас, говори Господ. Замисли за мир, а не за несреќа, да ви дадам иднина и надеж. Тоа Господ сака со секој од нас. Да ни даде иднина и надеж. Че без разлика што сме погрешиле, кај сме погрешиле, како сме се нашле до тука, Господ има начин како да ни обезбеди иднина и надеж. И кога тој тоа не би го знаел, знае, секако, тој не би ни бил Бог ондак. И затоа, значи, благословот кај верникот е во тоа што баш го знае тоа, дека Господ знае, однапред знае, значи, однапред го знае крајот, уште од почетокот. И еве го принципот, односно овие стикови од 139 од Псалм кажуваат баш тоа дека Господ ги знае сите наши патишта и знае се за нас. 139 Псалм, 2 и 3 стих, познати стикови исто. Ти знаеш, вели псалмистот, кога седнувам и кога станувам. Веќе оддалеку ги знаеш моите мисли. Господ знае и што размислуваме. Дали одам или лежам, ти гледаш се, познати си сите мои патишта. Господ ги знае нашите патишта. Знае што правиме во секој миг. И најдобро знае што е најдобро за нас. Ако е така, ако размислуваме за ова, ако Бог знае што е најдобро за нас, тоа што е она што најдобро ние треба да го направиме. Она што го кажува во 37 од Псалм 5 стих. Предај му ги на Господа сите своите патишта. Надевај се на него и тој ќе води се. Ако веќе знаеме дека тој го знае најдоброто за нас, тогаш треба да му ги предадеме нашите патишта на него. Целосна доверба во него. И тогаш тој ќе води се на прекрасен начин. Сега да размислиме, значи како стигнавме до овде, 2026, се уште 3, односно библискиот 4 јануари веќе.
Секој од нас може да каже кога летна и 2025. И то знаете што, и ова ќе летне така брзо. И ќе се најдеме после една година на ова место во 2027. И ќе речеме, се како ни помина па таа 2026. Можеме да му благодариме на Господа затоа што ни дал уште една година на милост. Знаете како со смоквата? Уште една година. Ајде, окопај ја вам. Уште една година милост. Ќе родили плод. Така и нам Господ ни дава уште една година милост. Дај Боже, не знаеме ние дали ќе биде година цела, меѓутоа се надеваме. И сега она што псалмистот го кажува исто во 90-тиот псалм 12-тиот стих е исто клучен момент, често пати Зоран го цитира овој стих. Давид, како и нас, знае дека ни е краток животот. Сега јас сум 53. Не знам уште колку ќе живеам. Веројатно уште пократко од она што сум го живеал, ако Господ не дојде. Значи, деновите не се многу. И Давид знаел за себе дека не се многу, и затоа вели, научене да ги броиме нашите дни, да придобиеме мудро срце. Тоа е клучното. Секој ден, буквално секој ден е важен од животот. Секој ден може да научиме некоја лекција. Секој ден можеме да станеме помудри од оно што сме биле. И тоа е веќе мудро живење. Тоа подразбира мудро живење. Ја денеска спомнав. Интересно е каква иронија, значи светот секоја нова година ја почнува со лудување, во лудост. А ние секој Божи ден треба да го користиме за да црпиме мудрост, да учиме лекции, за да бидеме помудри, поспремни, да растеме во благодата што Господ ни ја дава. Тоа што го кажа Раде, секој од нас го рекол, баш тоа. Да го имав овој памет, ама тогаш. Меѓутоа, тој памет дошол преку искуството од тогаш навак. Така да не е можно овој памет да си го имал тогаш. Меѓутоа, да си предпоставиме на вакво сценарио, да речеме, ќе го земам Брадјани за пример. Што би било, да речеме, ако Јани на 17 години се сретне со сегашниот Јани? Што би му кажал? Да, е малку враќање во минатото, да кажем. Тоа го има само на Холивуд, ама да предпоставиме. Значи, се враќаш и сигурно ќе му поделиш некои добри лекции на тој тинејџер, се уште 17 години, малолетен. Че му кажеш, немој со тие да се дружиш, немој ова да правиш, немој ваму да идеш, немој толку... Во ред, да речеме. А што би било кога Јани на 51, колку имаш? Не, толку? На 51 ќе се сретне со Јани на 70 години, да речеме. Предпоставуваме. Са не зборуваме во тој правец. Значи, тој 70 годишен Јани, и тоа, како може да му подели значени лекции на овој Јани? Само на Back to the Future, значи филмот, можеш да се вратиш назад па да поправаш работи, знаеш како. За да изгледа иднината поинаку. Меѓутоа, само се предпоставуваме, значи, обично велат, нели, седите коси, има, тоа значи мудрост и така натаму, значи колку си постар, толку си помудар заради искуствата, не за друго. И затоа често пати велиме, вој памет да ми беше тогаш. Но тој памет стигнал како резултат на тие искуства. Меѓутоа тоа не е можно. А што е можно? Што можеме да направиме за да имаме, среќна 2026, можеби најубава да ни биде, и не само 26, него целиот живот натака. Да ни биде прекрасен. Каде може да црпиме мудрост? Не ни требаат седи коси. Мислам, тука ги има многу од тие седи коси. И таа мудрост Божја. Од Словото. Затоа,
ќе спомнеме еден принцип кој што може би е најбитниот стих од проповедта на гората на блаженствата, Исусовата проповед. И тоа е стихот во Матеј 6:33. И овој стих е едноставен, може да кажеме, едноставен принцип, меѓутоа ако размислиме подлабоко, ќе сватиме дека не знам дали воопшто ние го спроведуваме во живот. Значи, тоа е малку едноставен, меѓутоа малку е многу потежок уствари да се спроведе во практичниот живот. А зборува за тоа како да ги поставиме работите, што треба да ни биде приоритет. И пазите, кога читаме, ние треба да веруваме на читањето, на тоа што го ќе прочитаме. Ја мислам дека имаме ние голем проблем како луѓе. Ние читаме, многу знаеме, ама мислам дека не веруваме во она што го читаме. Значи, кога рекол Господ во Матеј 6:33, но барајте го прво, на прво место, Царството Божие и Неговата правда и се тоа, за кое што претходно зборува, што ќе јадеме, што ќе пиеме, што ќе облечеме, ќе имаме ли кров над глава и сите тие работи околу кои што ние највеќе губиме време во овој живот, тогаш се ќе биде како што треба. Се ќе биде подредено. Значи, приоритетите ние ги мешаме често пати. Ѓаволот ни го одзима времето со поминливи работи. Тоа е факт. Ние сите може и треба да го признаеме тоа. Прво, ако го бараш Бога, Божјето царство и Неговата правда, тогаш не треба да се секираш за се останато. Видите колко едноставен принцип и прекрасен. Ако ти е Бог на прво место, Господ се грижи за сето тоа. И сега, кај нас, највеќе од стресовите доаѓаат од тоа, што ќе биде во иднина и тоа. Ние самите си ставаме стресови. Зошто? Затоа што Господ овде ветил дека сите тие потреби, основни потреби ќе ни ги задоволи. А ние некој пати се стресираме заради некој си луксуз или било што. Си градиме некои кули од песок во нашиот ум. Па се стресираме. Па ова, дали ќе биде, па вака, па так. Не. Баре го ти првин Господ, ако Господ ти е на прво место, сето тоа, и ќе имаш да јадеш, и ќе имаш да пиеш, ќе имаш кров над глава, Господ за се ќе се погрижи. И што ти треба повеќе тоа? И ќе си имаш еден мирен, радосен живот. Ја пак ќе кажам, значи едноставен принцип, ама не знам дали ние воопшто го спроведуваме во животот. Не е едноставен баш за да го спроведеш. Значи, сумирано овој стих, значи тоа, постави ги работите како што треба. Она што е прво, стави го на прво место. И потоа се понатаму. Ако е така, тогаш 34 стих следниот што вели, и така тогаш не се грижите за утрешниот ден. Зошто? Затоа што утрешниот ден ќе се грижи за себе си. Доста му е на секој ден неговото зло. Че нема да имаме ни грижи, ако Господ не е на прво место. Тој се грижи за нас. Тој ќе ни обезбеди сите потреби. Кога вели барајте го, се мисли на активно и на постојано барање, значи секој ден. Како што и, не знам дали спомнавме, ама кога зборувавме за новото раѓање, за предавањето, за умирањето за своето јас, тоа треба да биде секој ден треба наново да се раѓа. И ова барање активно, постојано барање секој ден. И ова не подразбира дека Бог се крие, па сега ние треба да го најдеме. А што зборувавме во светилиштето? Кој беше тој концепт на светилиште? Зошто, ако се сете на второто предавање, значи, зошто воопшто било потребно светилиштето? Што му вели Господ тамо на Мојсе во Излез 25:8? Нека ми изградат светилиште, зошто? За да можем да престојувам меѓу нив. Господ сака да живее со нас, Господ сака да комуницира со нас. Он не е далеку или не се крие, па да го бараме. Од старта, ако почнете со Адам и Ева, Господ општел секој ден и се прекинало тоа дружење со падот во грев. И Адам и Ева биле тие што се сокриле од Господа. Господ не се крие од нас. Да. Светилиштето
Што да кажеме за Јован 1.14? И Словото, Исус, стана тело и се настани, се вшатури меѓу нас. Или неговото име е Емануел, Бог со нас. А понатаму, кога Исус ке замине, ветене е испратен Духот Свети, што би значило на некој начин Бог во нас, па поблиско не може да биде. Бог во нас, Бог сака да пребива во нас. Значи не се мисли на тоа дека он се сокрил, па сега ние треба да го бараме. Не, Бог е тука. Туку ние треба да го посакаме да биде со нас. Дури во ситуацијата кај Лаодикејецот, што кажавме? Лаодикејецот го нема Исуса во срцето. Ама Исус нежно е тука на вратата, чука. Сака да влезе, сака да вечера, сака да се дружи со нас, да општи со нас. Значи, тоа е нашиот Бог. И сега како да го дефинираме ова, да го разбереме Божјето царство низ неколку аспекти. Божјето владење во срцето прво. Значи, Божјето царство, како што вели Исус, на едно место е во вас, внатре во вас. Значи, Божјето царство е таму кај што Божјата волја се извршува доброволно. Да го бараш царството значи да му дозволиш на Бога да биде цар во твоето срце. Лаодикејецот повторно има тој проблем. Он е со поделено срце. Он мисли дека може и на Бога да му служи и на своите идоли. А читавме и знаеме дека Господ не може да го дели престолот со ништо друго. Се треба да биде исфрлено, па Господ да седне на престолот. Тоа е барање на Божјето царство. Бог да биде цар во нашиот живот, во нашите одлуки, нашите мисли, нашите постапки. А тоа значи неговите вредности да бидат во нас, љубовта, милоста, вистината, да станат наш врховен водич. Потоа и вели да живеење според неговата праведност, значи да ја бараме неговата праведност, што значи всушност да се стреме кон карактерот Божи. Ништо друго. Значи да избереме честноста, наспроти лагата да се биде корисен наместо да бараш корист, простувањето наместо одмаздата, служењето наместо гордоста и така натаму. Значи тоа се тие принципите на Божјето царство. И она што произлегува и што го кажавме од овој стих, што е најзначено можеби е таа доверба, да го бараш Божјето царство, значи да веруваш, ако си фокусиран на Божите цели, тој ќе се грижи за твоите потреби. Значи, наместо животот да ти биде фокусиран на земското, на материјалното, на материјалната сигурност, фокусот треба да ни биде во тоа, околу духовното влијание и односот со Бога. Тука треба да ни биде фокусот. Ако е поинаку, не може да ни биде срекна 2026, ниту понатаку. Не може едноставно. Тоа е принципот. Најпрво Бог, после се друго ќе ни биде додадено. Значи, накратко, да го бараш Божјето царство, значи да го ставиш Божјиот авторитет и неговите вредности на прво место во сите области од твојот живот, верувајќи дека неговата грижа е подобра од твојата собствена загриженост. Како што знаеме често пати да си ја лупаме главата, што велам јас, за ништо, да се грижиме за се и сешто. А кога се зборува, кога станува збор за приоритетите, кога велиме дека Господ треба да биде на прво место, тоа значи дека не треба да се испречи тука ништо, ама баш ништо. Буквално ништо. Значи, ако ги поставиме работите како што треба, како што вели овој стих, тоа ќе има навистина еден среден и исполнет живот, полн со радост, фокусот, значи ќе ни биде на Бога, и ако е така, тоа сето преостанато ќе ни биде обезбедено, како што кажеме, нема што да се грижиме. Сега на крајот само да ги спомнам, да го спомнам пример со Марти и Марија. Ја кога што се сеќавам, мислам дека баш за една нова година и Мики баш не зборуваше за ова, за приоритетите од ова место. И баш го спомна примерот со Марти и Марија, затоа што е многу соодветен. Исус отишол, често пати знаел да води кај нив, затоа што тие били внимателни слушатели и го примале секој негов збор и едноставно милеел да биде во нивно друштво. И отишол еден ден, како што вели во Лука 10 глава 38,
влезе во едно село, не го споменувам, меѓутоа знаеме дека тоа е Витанија. И некоја жена по име Марта го прими во својот дом, а таа имаше сестра по име Марија, која седна при нозете на Господа и го слушаше неговото слово. Марија седнува покрај неговите нози и го слуша, а Марта е за последна во кујната со спремање. И Марта во еден момент му се жали на Исуса, дај кажи да ми помогне, че не сега сама јас се мачам, а она тука седнала до тебе. И Исус што вели? Господ ти одговара, 41 стих, Марта, Марта, сега внимавајте ги зборовите, ти се грижиш и се вознемируваш за многу нешта, како што тоа е случајот во нашите животи. Се грижиш и се вознемируваш за многу нешта, а потребно е само едно. Тоа едно, вика, тоа е, Марија го избра тоа едно, тоа е добриот дел, што нема да и се одземе. Тоа се приоритетите. Прво Господ. Тоа е едно. Ако е на своето место, нема што да се грижиме за останатото. И нема што да се вознемируваме. И еве што вели Елен Вајд во Копнежот, 525 страна, оригиналот вели, тоа едно што и било потребно на Марта е благиот дух на преданоста, подлабока грижа за знаење, за идниот бесмртен живот и за особините необходни за духовно напредување. Духовната храна. И сега ќе се запрашаме, црквите се попразни, луѓето не доаѓаат на богослужение, не ни сакат ни многу ни да служат на богослужение, немаат време поуката да ја прочитаат дома. Имаме редовно читање на Библија, не знам колку се чита и тоа. И се нема време за ништо од духовното, а велиме, ако сакаме да биде радосна и срекна новата година и натака животот, Господ треба да е на прво место. И оно што го храни духот, па ние сме духовни битија, луѓе. Ние не сме само телесни. А имаме време за се друго, за кариери, за работа, за ова, за она, за не знам, било што, за црквата, за Бога немаме време. Ај ќе одиме да мисионираме, ај нема кој да се јавува, нема кој. Јас знам, ја разбирам, значи сите имаме ние своји обврски и така натаму, меѓутоа да не се најде време пола саат у текот на денот да се проучи поуката, да речеме, тоа што не е за редовно проучување, не знам, стикот да се прочита. Ја тоа не можам да го разберам. Колку и да си зафатен, пола саат или саат ќе најдеш. Како што ќе најдеш да гледаш вести или не знам што на телевизија, или не дај Боже некоја турска серија. Тогаш, каде е времето за Библијата и за Бог? На кое место треба да биде Бог? Видовме? Ако го запазиме тој редослед и тој приоритет, односно Господ да ни е на прво место, тогаш се друго е подредено. И тогаш ни можеме да се надеваме на живото што е пред нас и годината што е пред нас да не биде најубавата. Тоа мора да го разбереме. И ева, ако ја погледнеме Марија, тоа е истата таа Марија Магдалена. Што се случило во нејзиниот живот? Како се подредил нејзиниот живот? Од моментот кога она го прифаќа Исуса и еве, кои се резултатите на тоа нејзино коленичење и таа заинтересираност да голта од неговите зборови? Тој нејзин расипан живот, како се подредил после тоа, станала најверен Христов следбеник, секојаш била прва тука, на крстот прва, на гробот прва, кога сите се разбегале учениците. Значи, остатокот на незиниот живот бил најдобриот дел од незиниот живот, како што може да биде со секој од нас. И тоа е, значи, ако и ние сакаме оваа нова година, а и остатокот животот да биде најубав дел од животот, тогаш да го запазиме тој редослед. Матеј 6:33. Не го вадете од дом. Тоа е еден од најсилните стикови, можеби, во целата Исусова проповед на гората на блаженството. Прво Бог и неговото царство и правда, па се останато. Слава нека му е. Амин.